Во услови кога младите се почесто ја гледаат својата иднина надвор од државата, недовербата кон институциите е голема. Прашањето е, има ли Македонија јасна и одржлива младинска политика? Колку образовниот систем одговара на реалните потреби на младите? Дали партиските подмладоци нудат вистински идеи или само репродуцираат партиски агенти? Колку образовниот систем одговара на реалните потреби на младите? За сето ова денеска разговараме и дебатираме со партиски активисти, но и луѓе од младински активисти, сите од помладата генерација, од кои што ќе се обидеме да добиеме одговори на тоа каде оди Македонија, особено каде оди за младите, дали ќе останете тука, или пак, како и многумина, ќе ја барате својата иднина надвор од земјата. Постоловска, најавив, веќе многу стратегии за млади се прават и така натаму, меѓутоа на терен некако како да не се чувствува дека имаме реални и опипливи резултати. Зошто е тоа така? Нели, тоа што е најавено е една работа, тоа што е на терен е сосем друга работа. Јас сум инаку представник од Форумот за образовни промени и кога се работи за што е ветено, а што е исполнето, можам да бидам најмногу релевантна во однос на образованието. Многу бројни се, да речам, проблемите во образованието и ви благодарам за многуте прилики кои што не ги укажавте да говориме за високото образование и за образованието воопшто. Не се исти затоа што под број 1 проблематична е автономијата на образовните институции. Исто така се многу проблематични и политиките што Министерството за образование и наука ги води. Проблематичен е нивниот однос со Бирото за развој на образованието, со Агенцијата за квалитет во високото образование и така натаму и така натаму. И студентите едноставно и учениците воопшто не го добиваат она што го сакат и она што им е потребно. Што им е потребно на студентите и на учениците? Потребен им е јасна визија. Потребно е во образованието и во рамки на севкупните младински политики, потребен е надпартиски консензус и една визија која што ќе биде, која што ќе се на некој начин дава од една партија, друга партија, трета партија, како што прогресираме политички. Сега за сега се е флоскула, се е, да речам, политички поени, а младите не се иселуваат. На почетокот да ве представам, Викторија Постоловска, Форум за образовни промени, Филип Ивковски, младински активист и поранешен председател на Националниот младински совет, Кузмановска Стефанија од Социјалдемократската младина на Македонија и Бојан Никовски од УМС на ВМРО ДПМН. Ви благодарам што се озвавте на поканата, благодарам за добриот вовед Постоловска. Ивковски, долго време сте во овој младински активизам и резултатите не можеме да ги видиме до крај онака како што сите сакаме. Зошто? Најверојатно зашто не се толку видливи првично, зашто не е многу направено изминативе години. Твоето прашање првично беше каде оди Македонија. По однос на прашањето за млади, мора да заклучиме дека Македонија стои во место или некој што оди чекор назад по однос на прашањето за младински политики, квалитетни младински мерки и така натаму. Тоа може да го видиме преку имплементацијата на Законот за младинско учество и младински политики, кој што е главен закон кој што ги утврдува начините како младите учествуваат во процесите на носење одлуки, какви политики се креираат за нив, како тие учествуваат локално и национално ниво. Што гледаме дека законот 5 години по негово донесување се уште ласка позади за моментот за колку реално постои политичка волја за негова имплементација. Зашто не е сегаш прашањето на достапност на ресурси, дали тоа се младински центри, дали се канцелари за млади, младински службеници и така натаму, прашањето колку оваа држава, освен декларативно, дали тоа закони, стратегии или пак политички изјави, колку реално ги има младите ставено на високо рангирано на приоритетната листа на работи кои што треба да кои што заслужуваат внимание. Предизвиците се негова имплементација се
бројни од национално ниво па до локално ниво. Каде закажува системот во имплементацијата или нема доволно политичка волја? Па нема доволно политичка волја, мислам дека тоа е првата и топ 1 причина која што може да разговараме. Втората причина можеби се лимитираните финансиски ресурси кои што ги имаат нели институциите, но мора да напоменеме дека некои од механизмите кои што ги предвидува законот немаат финансиски импликации. Дали тоа се локални младински совети, локални собрања за млади, националното собрање за млади, тоа се механизми кои што според законот би требало да им дадат простор на младите да бидат активни креатори за политиките кои што се однесуваат на нив. Ова навек се врзува со принципот на meaningful youth participation, односно стварно суштинско учество на младите, зашто ја велам дека ниту една политика која што е направена без вклучување на младите од самиот старт до крајот, најверојатно нема да одговара на потребите на младите. Знаеме дека сме динамична категорија, реално има големи разлики меѓу основци, средношколци, студенти и младини кои што се до 29 согласно законот, и некако многу динамично се одвиваат процесите. А ако не ги вклучиме, најверојатно некаде ќе ги изгубиме реалните потреби. Тоа што се е политика, најверојатно нема да кореспондира со нивната потреба. Тоа исто се ако да знам дека ти си гладен и ти донесам јас оброк што мислам, може би ти си вегетаријанец и нема да исполни нели целта за која што треба да зборувам и за која што фактички јас имам и намера нели да задоволам потребата. Од друга страна имаме националната стратегија за млади. Тоа е 5-годишен документ кој што ја државата се обврза по однос на приоритетни области да работи на прашањата за млади, и сега 3 години по имплементација на стратегијата заврши првиот акцијски план што беше до 2025. Гледаме дека само околу 20% од активностите се реализирани. Таму се предвидени околу 200 активности и гледаме дека само 20% се реализирани од страна на институциите, што навистина е индикатор дека некогаш многу повеќе се инвестира во креирање на самата политика и ресурси, човечки ресурси, отколку што на крај гледаме дека државата инвестира во реализација на таа политика. Кузмановска, повеќе пати се спомена дека партиските подмладоци се обидуваат внатре во рамки на своите партии да действуваат, меѓутоа на крајот на денот резултатите не се доволно видливи. Зошто е тоа така? Да, се согласувам. Најпрво, добро вечер и благодарам на поканата, и се согласувам дека подмладоците на политичките партии како работат на креирање на јавни политики и младински политики во рамки на партиите. Драго ми е што вечерва имам чест воедно и да презентирам она што ние како СДММ сме го направиле во изминатиот период, а тоа е дека за прв пат од функционирањето и постоењето на социјалдемократската младина на Македонија беше креиран манифестот на социјалдемократијата, кој што представува идеолошки документ поделен во 8 столба и опфаќа различни области кои ги таргетираат младите начелно, меѓутоа и општеството како целина генерално. Овој манифест го правевте сега во овој период додека не е на власт СДСМ? Манифестот беше направен во 2024 година и целосно интегриран во програмата за парламентарни избори 2024 година. Се состои од конкретни заложби и мерки кои што подоцна треба да прераснат во јавни политики креирани од страна на социјалдемократската младина на Македонија. Драго ми е што целосно беше интегриран во програмата за парламентарните избори, меѓутоа ние како СДММ и како раководство на СДММ не застанавме тука, продолживме со менторска програма која што вклучуваше околу 30 на млади ширум државава, менторирани од 12 ментори експерти во своите области. И чест ми и драго ми е што можам да кажам дека дел од јавните политики кои што беа искреирани во рамки на менторската програма поддржана од Прогрес Институтот за социјална демократија беа и дел од програмите за локалните избори. Со оглед на изборниот резултат, ние можеме преку советите и преку представниците на СДСМ во советите да ги предлагаме и да ги пласираме тие јавни политики кои што се искреирани од наша страна. Јавните политики опфаќаат област домување, животна средина, енергетска ефикасност, инклузија и дигитализација на образование и слично. Дали се ова реални политики или само формални документи кога се носат? Реални политики. Можам да зборувам и од својот личен пример, затоа што јас бев еден од менторираните учесници на менторската програма. Јас конкретно работев на демократизација на енергијата во општина Демирхисар, воедно и општина од која што јас конкретно потекнувам, која што јавна политика представуваше и клучен капитален проект во програмата за локални избори на кандидатот за градоначалник. Своевремено истата ќе биде и пласирана до Советот преку представниците на СДСМ. Никовски, колку УМС да речеме може да влијае во рамки на својата партија за да се подобрат условите за останување на младите тука, бидејќи гледаме дека статистиките се неумоливи, би рекол, и покажуваат дека иселувањето трае. Точно би се сложил.
пред се би сакал да ви се заблагодарам што ете не поканивте да бидеме дел од оваа панел дискусија, од оваа дебата, бидејќи на моите колеги ете имаме и невладин сектор, имаме и представници на опозицијата. Нормално е во едно демократско општество и здраво општество да функционираме преку критика, преку постојани корективи на власта, а ние како представници на власта треба да се обидеме да работиме, да дадеме еден позитивен пример со целите младите да видат зошто треба да останат во Македонија, бидејќи ќе видат одредени резултати. Можам да кажам дека како представник на политички подмладок, Унијата на млади сили е вклучена во носењето на сите политики и како политички подмладок многу ми е мило што не гледаме на младината како една посебна категорија која на посебен начин треба да се третира. Треба како млади луѓе да бидеме дел од процесите и да ја оставиме на страна онаа флоскула дека младите се иднината и постојано ние да чекаме таа иднина да дојде, односно младите ќе дојде нашето време кој никогаш не доаѓа. Треба да бидеме дел од институциите. Во моментов секој кабинет на министер, на премиер, на председател на државата има член на УМС на ВМРО ДПМН кој е влезен таму поради сопствените компетенции, кој е таму да придонесе активно и да придонесе со давање на одреден инпут кој само младите може да го дадат како носители на една нова енергија, на некои новитети во текст со целата технологија, со целиот технолошки развој, со дигитализацијата и со сите промени кои сакаме да ги видиме и треба да бидат позитивна промена во општеството. Другиот аспект кој би сакал да го нагласам, за разлика од моите соговорници, е дека според мене треба да почнеме малку попозитивно да гледаме на овие промени кои се случуваат. Ќе се сложиме дека недостатокот на конкретни резултати во младинските политики е резултат на 35 години погрешни политики во однос на младите и во однос на целата држава. Тука мислам дека можеме да се согласиме, но со тоа што јас би кажал дека доколку земеме да анализираме како сме живееле пред 30, пред 20 и пред 10 години, можеме да видиме еден позитивен исчекор во сите можни области. Така и со младинските прашања. Младите веќе не се само луѓе кои слушаат, кои чекаат да дојдат нивните 5 минути, туку се повеќе носители на на институции на централно ниво, на политички, на јавни функции, како пратеници, како советници. УМС има повеќе од 100 советници во овој актуелен советнички состав низ целата држава. Треба да сфатиме дека има позитивен исчекор, се повеќе се зборува за овие теми и веќе овие теми не се онака табу како што беа во минатото. Добро, ајде да тргнеме еве од образованието. Велиме се подобруваат, нештата се подобруваат за генерално во државата. Ако ја земеме економијата, на пример, меѓутоа ако го земеме образованието, се чини дека во последниве 2 децении тоа уназадуваше, што впрочем може да се види според параметрите кои што ги мерат образовните политики на светско и на европско и на македонско ниво. Зошто еве таму немаме резултати никакви, дури имаме назадување постојано во високото образование за почеток. Да, зборуваме за квалитетот на високото образование и многу е природно да речам да го поврземе образованието со младинските политики, затоа што најголемиот процент на млади луѓе кои што според закон се во таа возрастна рамка од 15 до 29 се во образовен процес. Во рамки на квалитетот на образованието, јас и Форум за образовни промени смета дека треба еднаш за секогаш таа проблематика да се препушти во рацете на експертските групи и да се препушти во раце на академската фела. Истата таа фела која што се гуши во бирократија и која што се гуши во реваншизам. Мислите нема доволно автономија? Не е само автономијата. Кога зборуваме за унапредување на образованието, високото образование некако го земеме, тоа значи дека треба да почнеме да работиме на квалитетно високо образование, средно образование, основно образование и така натаму и така натаму. Со тоа што не е толку дискутабилен според мене квалитетот на високото образование или образованието воопшто, затоа што во нашата држава образовните програми и образовните, да речам, материјали, курикулуми и слично не се измислени, тие се преземени од туги образовни модели, од туги земји. Проблемот е кој тие образовни програми ги предава, кој ги имплементира, како ги имплементира и така натаму, и дали истите образовни програми ги спремаат младите луѓе за реалниот свет. Да спремиш еден млад човек за реален свет, значи дека треба тој реален свет да му прие, да му се допадне за да остане овдека. Нашата држава губи, мислам, прекрасен е оптимизам. Меѓутоа на годишно ниво нашата држава губи милиони евра во миграција на млади луѓе. Реалниот свет
треба ние тоа првично да го направиме квалитетно и да го направиме достоинствено. Реалниот свет се услови на работни места, примања, животен стандард, инфраструктура и така натаму и така натаму. Немаат студентите и учениците проблем со квалитетот кој што го добиваат. Имаат проблем со стравот дека откако ќе дипломираат нема да ја уновчат својата диплома, нема да бидат препознаени. Тоа нема да биде вреднувано во македонското општество. Апсолутно, нема кој да ги препознае. Македонските домови практично тие ги користат за да заминат надвор понатаму. Да, само да завршам со една анегдота. Вчера се разбудив со веста дека во Словенија девојка од Македонија докторирала во областа на информатичките науки на свои 26 години. Знаете како ја наградиле словенците со тоа? Со државјанство по скратена постапка. Значи, кога и на Словенија ќе препознае капацитет и ќе препознае талент кој што ќе докторира на 26 години, ќе му ги овозможи или ќе ги овозможи сите услови за личен и професионален развој. Што направивме ние? За таа девојка, за сите мои пријатели, за сите ваши пријатели кои што се иселија. Што направивме? Ивковски се споменува она како во реалната живеачка во Македонија да биде подобра за македонците да сакаат, младите да сакаат да останат тука. Што е тоа во системот што ги тера да си заминат? Најверојатно отсуството на функционален систем е тоа што во системот ги тера младите да си заминат. Оно што малце ќе се надополнам на претходната говорничка е дека до некаде треба да се разговара и прашањето за квалитетно образование, зашто видите, младите поминуваат 8 години нели основно образование, после тоа уште 4 години средно и уште минимум 4 години високо образование, а на крај ние имаме параметри кои што кажуваат дека младите се функционално неписмени, кои што нели не имаат соодветни вештини за пазарот на трудот, немаат практични вештини, имаат некој теоретско знаење што на крај не е толку апликативно на пазарот на трудот. И прашањето е зошто ние како млади инвестираме толку многу години во образование, кое што на крај не вродува со плод не само од финансиска призма, туку од призма колку сум јас квалитетна индивидуа кој што може да даде нели ефективен придонес за заедницата и општеството. Така што мора тоа прашање првично да се адресира и мора да се, го спомна и Викторија, прашањето за консензус по однос на образовните политики. Она што гледаме години назад по однос на образованието е пристапот особено кој што го има Министерството за образование и наука по однос на реформите. Не може со секој нов министер, без разлика од која политичка партија доаѓа, од тука да стартува реформата. Мора барем во овие 30 години некои делови од реформите да се квалитетни и да опстојат понатаму, зашто единствено нешто што е константно во прашањето за образовната реформа е дека таа не ја оставаме простор да вроди со плод. Од друга страна, па стварно имаме доста колатерална штета во процесите на менување на реформи и така натаму. Сега, по однос на прашањето зошто младите си заминуваат, порано беа чисто економски причини. Не може да најдат работа, екзистенцијалните приходи се ниски така натаму. Сега веќе тоа не е примерна причина зашто младите си одат. Примарната причина е квалитетот на живот што го живеат во нашата заедница. Тоа значи дека младите едноставно не се задоволни од положбата во која што се наоѓаат во заедницата, знаат дека немаат најквалитетно образование, што понатаму нели е признаено и валидирано, немаат пристап до здравствени и социјални услуги и така натаму. Да, можеби е олеснет сега пазарот на трудот, пристапот на пазарот на трудот, но тоа се базира на тоа што веќе нема млади кои што се конкуренција на пазарот на трудот. И имаме генерации нели од повозрасните кои што се уште тука и се празнат места, гледаме дека нема млади. Дали тоа се млади лекари, така натаму, знаеме дека има дефицитарни струки. Така што треба малце повеќе да го адресираме ова прашање што правиме ние со нашите колку млади. Колку партизираноста на општеството им одмага на младите луѓе да препознаат некаков квалитет овде? Знаете како, младинското учество го препознава и партиското учество како опција каде што младите може ако најдат нели соодветна политичка идеологија, понатаму да имаат механизам како они да учествуваат во креирање на политиките. Тоа е граѓанскиот сектор, партиите и така натаму. Прашањето првично, колку се демократски структурите во самите партии за младинското учество? Дали е тоа само церемонијално, декоративно учество на младите? Тука се ги имаме на пресконференции зад нас и дали реално нивниот глас убаво се циркулира во партијата и не само во партијата, туку понатаму кога таа партија ќе биде носител на власта. Да сме свесни за партиските влијанија и врз образованието, врз процесите на вработување и така натаму и дефинитивно тоа е нешто што мора колку што е можно поскоро да се елиминира. Знам дека не е така лесно, мене ми е јасно и секогаш велам дека како млади не треба да си дозволиме денес ако системот го критикуваме за некои работи што не се допаѓа, утре кога ќе ни се јави првата шанса ние да ги искористиме тие
механизми кои што се штетни на ниво на заедница, но се корисни за мој личен бенефит во моментот да ги искористиме да се претопиме во системот. Кузмановска, како да се зголеми учеството на младите, еве и во партискиот и во целокупниот општествен живот, меѓутоа тоа да биде врз база на систем што препознава пред се квалитет. Ние до сега тоа не сме го гледале, мислам генерално во овие наназад 30 години, и тоа е една од причините зашто тоа не се случило. Зошто се чувствува дека младите не можат да се изборат во своите партии за поголема демократизација? Најнапред, навистина ми е жал што би споделила една анализа која што покажува дека 80 до 90% од младите, и често ја говорам оваа теза, воопшто не се вклучуваат ниво подмладоците на политичките партии, меѓутоа не се вклучуваат воопшто ниво граѓанскиот сектор, кој што и текако е двигател на општествените промени и може да креира и да пласира јавни политики од интерес на младите. Навистина ми е жал и тука мислам дека сите политички подмладоци на политичките партии би се согласиле дека таа апатија и аполитичност помеѓу младите луѓе се повеќе и повеќе вирее помеѓу младите луѓе. И навистина, кој е виновникот за тоа? Виновникот системот, корупцијата, непотизмот. Ние се соочуваме каде што по доаѓање на оваа власт имавме назначено советник за млади во владата без никакво претходно искуство во соодветната област. Непотизмот во институциите, нефункционалност на институциите, неквалитетно образование и се претходно што Викторија и Филип говореа, затоа што ние секојдневно гледаме некакви реформи во образованието, меѓутоа не гледаме некаков континуитет од една до друга влада. Односно, со менувањето на секој нов министер, ние започнуваме од нула. Секој процес, секоја реформа ја започнуваме од нула и не гледаме никаков континуитет при донесување на тие реформи. Понатаму и самото младинско учество генерално во општеството ни е доста намалено, односно и самите анализи кои што претходно ги истражувања кои што ги напоменав ги покажуваат тие бројки. Ако треба да... Меѓутоа, само да се надополнам, биле имплементирани доста позитивни примери, доста позитивни политики и мерки. Не може и да не се спомне субвенциониран студентски оброк, младинската гаранција која што се спроведува во нашата држава. Ние сме единствена држава која што не е членка на Европската унија, а ја спроведува младинската гаранција. Први бевме во регионот на спроведување на младинската гаранција, меѓутоа сите позитивни мерки, сите стратегии и закони кои што биле донесени во изминатиот период, очигледно вродиле со плод, меѓутоа иселувањето и како продолжило кај младите, што значи дека не е доволно и заедно со градење на сојузништва со невладиниот сектор и граѓанскиот сектор, сметам дека треба да продолжиме да... Никовски, ќе се согласите ли со Кузмановска? Ќе се согласам со тоа дека треба да постои континуитет, особено во образовните политики, и да имаме една надпартиска стратегија за тоа како треба да ги надминеме овие проблеми. Но она што морам да го напоменам е дека времето на радикални и брзи промени, менување на концепции преку ноќ, доаѓа од време на претходната власт. Во моментов имаме Министерство за образование и наука, кое ги задржува позитивните практики од претходна, и не само Министерството, туку и сите државни институции. Студентскиот оброк, па и дуалното образование, веќе кога зборуваме за образование, се проекти од времето кога СДСМ беше на власт. Ние не кажуваме дека тоа било лошо и не раскинуваме со сите работи што биле од претходната власт, како што беше прекинувањето на изградбата на факултетите на Финки и на факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Ние го земаме она што функционира и ги надградуваме деловите каде што треба да има реформа. Во моментов, концепцијата од претходната власт е продолжена до одредена мера, но се направени значајни реформи, особено во делот на спојувањето на повеќе предмети. Ние како држава, како наставен кадар, како ученици, не можеме преку ноќ да се спремеме за таква радикална промена во образованието. Затоа тимови работат, има работни групи, Министерството работи, Собранието и сите релевантни институции се вклучени да донесат една сопфатна стратегија која ќе направи една сериозна промена во овие образовни политики. Односно ќе се видат тие реформи кои треба да ги видиме. Само може кратка реплика. Тука не би се согласила. Апсолутно секоја чест тоа што ги продолжувате позитивните практики, позитивните мерки на СДСМ, спроведени во време на владењето на СДСМ, меѓутоа кога станува збор за донесување на нови закони, измени на закони, како Законот за основно и за средно образование, само тука би ве потсетила дека вие немавте отворено јавна расправа и одбивавте да отворите јавна расправа за законите за основно и за средно образование. Се надевам дека долго споменуваниот Закон за високо образование, кој што министерката го најави дека целосно ќе биде променет,
ќе отворите јавна расправа и нема да се соочиме со истиот пример како за претходно споменатите закони. Океј. Како млади представници на партиски подмладоци, мислам дека треба да излеземе од овие флоскули кои постојано ги повторуваат сениорските структури од нашите партии, да зборуваме за тоа што точно се прави во моментов и што можеме да направиме различно. Резултатите од политиките на СДСМ и во однос на младите и во однос на целата држава се видоа на овие избори. Видовме колку се поддржаат тие успешни политики кои може да се набројат на прсти во однос на тоа што беше направено, кој ја доведе партијата на историски најнизок резултат. И тука верувам дека ќе се сложите и вие и затоа гледам дека правите партиски реструктурирања, правите партиски реформи, кои ќе можат повторно да вратат во некој колосек, бидејќи тука довербата од страна на народот е целосно урнисана поради тие погрешни политики кои ги зборувате. Спомнавте преска дека веќе младите не сакаат да се вклучуваат во партиските подмладоци, дека 80-90% од младите не се вклучуваат во политиката. Не го викам јас, тоа истражување го покажува тоа. Точно така. За една здрава демократија, за една држава која се стреми да биде дел од Европската унија, да биде дел од овој Евроатлантски сојуз од западниот свет, да бидеме на ранг со успешните држави, тоа треба да го гледаме како една позитивна насока каде што младите не гледаат корист преку партиите, туку ги гледаат партиите како начин да променат нешто. А повеќе млади стануваат независни од државата, отвораат сопствени бизниси, што прави и за нас дополнителна обврска да има овозможими услови, еднакви услови за можност во општеството, бидејќи со самото давање на студентски оброк, која пак ќе кажеме позитивна практика, ние не им даваме на младите вештини и знаење за тоа како да се справат во иднина. Но ако дадеме грантови за да отворат сопствен бизнис, доколку дадеме финансиска поддршка за купување на сопствена куќа, за купување на сопствен стан, за почнување на семејство, доколку ги промовираме овие позитивни демографски практики, доколку промовираме странски директни инвестиции, економски реформи и слично, тогаш ќе дадеме еден пример на младите дека имаат услови и дека секој во согласно со своите вештини, со своите ставови, со своите способности, ќе може да просперира и да успее во нашето општество. Промената треба да почне од нас самите. И затоа благодарам. Ќе дореплицирате? Само на кратко. Добро. Се согласувам дека решенијата треба многу надпартиски да се решаваат и кога наоѓаме решение на одредени предизвици со кои што ние се соочуваме како млади во општеството, дека мора да има консензус. Претходно и Филип напомена дека во однос на образовните реформи мора да имаме консензус. Тоа важи и за сите останати мерки и политики кои што треба да бидат донесени за млади. Уште еднаш, секоја чест што ги продолжувате позитивните практики на Социјалдемократскиот сојуз и владата на СДСМ, кои што претходно беа усвоени, меѓутоа и тука не би се согласила дека се бројат на прсти. Добро. видовме на изборите што се брои на прсти, што препознаваат граѓаните од тие успешни политики. А не за изборни Само може ли резултати. една реченица? Мислам дека во духот на она што го кажавте претходно, дека треба да избегнеме од она што го прават сениорите, да оставиме простор и за ќе имате простор во следните да се доискажете. Постоловска, сакавте да се вмешате во делот за оваа образовна дилема или дебата мини што се јави меѓу двајцата представници на подмладоците. Да, и драго ми е што е начина на таа тема. Меѓутоа, пред да се надоврзам на таа тема, јас искрено се надевам дека оваа дебата нема да се партизира. Како што се партизира секоја седница, секоја јавна расправа, секоја ТВ дебата и така натаму и впрочем, тоа е една од причините зашто младите се иселуваат. И тоа е уште една од причините зашто ние не знаеме колку се спремни нашите кадри, затоа што, верувајте, во овие неколку години сретнав такви фантастични професионалци кои што се млади до 29 години, меѓутоа знаете што се случува со нив на интервју за работа? Мислам дека знаете што се случува со нив на интервју за работа. Така што се случува? Па се случува тоа некој друг да поентира пред нив во однос на некои предиспозиции партиски, политички и така натаму. Видете, јас се согласувам дека младите треба да бидат политички освестени и политички свесни, меѓутоа мора да сватиме дека младите не се хомогена група и дека во младите во ред е да има аполитични индивидуи. Еден млад неврохирург или еден млад професор по математика или еден млад, не знам, доктор, што и да е, окей е да нема политички став и окей е да не му значи ништо манифестот на СДСМ или на ВМРО ДПМН. Така што кога зборуваме за младински политики треба да се насочиме кон сите млади. Младинските политики не се социјални политики. Така што тоа да го расчистиме. И уште една работа, да, во однос на законите. Јас сметам дека сензитивните закони, како што се законот за високо образование, за средно образование,
многу често се отвараат и многу често се менуваат. Дали е тоа технички карактер, дали не знам што е, тоа треба да заврши. Значи, законите ни стана нечитливи. Тешки се за имплементација. Јас бев студентски правобранител на Универзитетот Свети Кирил и Методи и за мене тој, значи јас стварно се намачив со тој закон, затоа што толку е тој променуван, дополнуван. Значи, кој станал министер, без разлика дали истерал еден мандат или не истерал еден мандат, ставил рака во тој закон. Значи, не може секој нов министер да го сквернави законот. Не може да се отвора законот за да се намали критериумот на англиски јазик, кој што еден директор на една образовна установа треба го знае, за истиот да го вработиме. Значи, тие се сензитивни закони, тие се многу важни закони и за младите, и за образовниот процес, и за целата држава на крајот од денот. Така што МОН, Бирото за развој на образованието, се тие чинители кои што работат во рамки на образовниот процес треба да седнат еднаш за секогаш, и да креираат една визија, да креираат консензус за долгорочна реформа во образованието, која што нема да биде подлежна на различни визии и на различни политики. Кој како дошол, така интервенирал. Ивковски, колку корупцијата ги тера младите да се иселуваат? Прашањето за корупција е многу важен првот аспект на каква ни нас општествената култура по однос на корупцијата. Младите некојаш не толку е нормализирана корупцијата и во образование, и во здравство и така натаму, што веќе сваќаме дека начин на кој што функционира системот е дека ти мораш дури некојаш и со микрокорупција да Во најмала рака да фатиш врска. Меѓу другото, да се јавиш на телефон, да, мислам, уште сме на она банално ниво кај што треба да отидеш со бомбоњера некаде кафе за да може да ти завршат услуга, што реално една демократска држава не би требало никош да се го дозволи, така што и прашањето за демократијата кај нас во државата исто треба да биде на политичка дебата поставено. Кршлива. Да, нешто што го градиме, ама никако да го изградиме првично зашто можеби не знаеме, на крајот денот можеби и не сакаме да имаме квалитетна демократија, зашто квалитетна демократија значи дека граѓаните стварно имаат сила во однос на тоа какви се политиките, кои се народните избраници, како работат тие народни избраници и да ги повикат на одговорност. Кај нас тука гледаме дека таквите механизми се многу слаби. Мислам, имавме моменти кај што не може се свати дека не може да се повикаат градоначалници кои што не испорачуваат, дека не можеме министрите да ги повикаме на одговорност, дека пратениците може да не работат во собранието, да да земат платата и така натаму и така натаму. Прашањето за корупција, првично знам дека борбата со корупција и од правен аспект е доста комплицирана, зашто првично системите кои што треба да се борат со корупцијата се корумпирани. И некако сме заглавени во циклус. Дали е повеќе проблем интегритетот на луѓето кои што ја практицираат правдата, правосудството и сето она за кое што зборуваме, бидејќи велиме се под постојан политички притисок, тоа да, меѓутоа ако нивниот интегритет е доволно голем, тој притисок би бил залуден. Точно. Треба да станат резистентни по однос на притисокот кој што постои. И да, интегритетот е топ 1. Па после тоа би оделе професионалните вештини, зашто првично јас треба да бидам истраен на моите принципи и на она што е правда како концепт и така натаму, а после тоа да знам да го практикувам правото соодветно или во соодветната институција на соодветен начин. Така што интегритетот е нешто што и тоа како треба да се разговара, не само на правните факултети, туку и на сите други факултети, зашто интегритетот е тој што те карактеризира каков си ти како индивидуа, кој што понатаму и влегува на пазарот на трудот. Дури некогаш и јас, зашто студирав на правен факултет, некогаш е дискутабилно и кој застанува пред тебе и те збори за интегритет, вклучувајќи ги универзитетските професори. И убаво спомна Викторија дека некогаш можеби треба и на академската фела да се остави просторот за да може да бидат влијателни врз креирањето на политиките, но мора и они како академска фела да се исчистат од влијанието кои што ги имаат партиите и другите структури во државата. Така што мора навистина да останеме доследни на она што го зборуваме, зашто мислам дека станавме малце хипокритични по однос на работите. Океј, за потребите на дебатата или за јавноста, ние ќе кажеме дека се е во ред или слично или дека стварно се трудиме, а на крајот денот ќе се вратиме од таму кај што доаѓаме дали институција или организација и нема да го практикуваме тоа што го зборуваме тука. Така што мора и ние како млади малце да работиме на нашиот вредносен систем, зашто и тој мислам дека е во криза по однос на зашто знаете како се спомна политичката апатија и така натаму и апатијата спрема младинскиот активизам, но тоа не треба никогаш да го гледаме како причина. Заради тоа не успеа, заради тоа не се вклучуваат младите. Не, младите едноставно не гледаат во овој момент поента
каде се вклучат, зашто знаат дека можеби тоа ќе биде залудно потрошено време, дека промените за кои што се залагаат нема да дојдат во доследно време, или пак можеби ќе направат промена па одиме 2-3 чекори назад, или евентуално знаете како некогаш и јас како младински активист се запрашувам дали мојата работа овие години изгледа како борба со ветерници, зашто гледаме дека прогресот е многу мал. И некогаш и на лично ниво си велам, Филип, што правиш и докаде ќе жртвуваш дел од себе, своето слободно време, пасијата, нели, се она што сум јас, за доброто на заедница која што можеби не сака да биде добра. Одиме на куса пауза за реклами и се враќаме во студиото. Еве на повторно во студиото на Директно со четворица млади луѓе разговараме за тоа како да се задржат младите во Македонија, односно како да се променат оние работи што не се добри и кои што се провлекуваат со години на назад. Никовски зборувавме за корупцијата и во извештајот на Европската комисија тој е посочен како еден од проблемите, особено на системска корупција за која што претходно укажаа дискутантите. Како младите да помогнат или да дадат пример на повозрастните дека системската корупција не треба да биде дел од живеењето и од практицирањето на власта? Пред се би рекол дека првиот чекор што можеме да го направиме како поединци, како индивидуи е кога земаме активно учество во политичките процеси, самите од себе да тргнеме и да покажеме дека може да се биде во политиката, може да се води институција, може да се биде дел од кој било клучен политички процес, без при тоа да бидеме корумпирани, без при тоа да го гледаме како начин да стигнеме до одреден личен бенефит. Така што како млади политичари, како млади учесници во политиката треба да го дадеме тој позитивен пример. Сметам дека во последниве години и пол стварно има позитивен исчекор. Ќе излеземе од тие партиски рамки кои спомнавте дека не треба да се споменуваат, но сметам дека и граѓаните сами ќе може да проценат, нели имаме избори на секои 4 години, тоа е убавината на демократијата, дека конечно имаме еден мал позитивен исчекор. Не е прашањето кој ќе победи на изборите. Прашањето е, например, зошто не излегуваат луѓето на избори. Па тоа велам дека ќе треба самите да покажеме зошто треба да излезат и дека треба да дадат поддршка врз нешто што проверено функционира. Младите може да видат дека постои одреден исчекор во односно младинските политики. Се доделуваат субвенции за електронски уреди, се реконструираат студентски домови, се градат нови кампуси, сега ќе помине и процесот за отпочнување на градење на нов медицински факултет во Штип. Знаеме дека здравството е една клучна гранка во државата, каде што мораме уште од сега да почнеме да спремаме кадри за воиднина. Се воведува дигитализација на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, ќе се воведе дигитализација и на останатите високообразовни институции. Така што ова е тој позитивен исчекор кој треба младите го видат како надеж, да се види дека и тие имаат некоја конкретна придобивка, да се види дека она што се прави сега е поразлично, дека тие имаат придобивка и дека тие имаат некоја разлика, односно имаат повеќе отворени врати и повеќе отворен простор да напредуваат и да се совршуваат во животот, вклучително и во образованието. Кузмановска, дали вие го чувствувате тоа еве како млад човек, дека промени се случуваат и дека младите полека можат да доживеат и да сватат оваа држава како своја, како некоја што им пружа она што треба да им го пружи? Промените се случуваат, меѓутоа многу споро и наместо прогрес, како што и претходно Филип напомена, некогаш знаеме и да се вратиме наназад. Така што ние на младите со такво непрогресирање и враќање на чекор назад не им даваме надеж и не ги уверуваме дека нешто во суштина се сменува во нашата држава. Тоа покажуваат и бројките на излезност на изборите, како што и претходно напоменавте. Секои избори бројката на излезност нам ни се намалува. Што значи или младите ни се иселиле и не само младите, и поголемата грото маса на народ ни се иселува од државата, вклучувајќи ги и младите како една најголема таргет група која што се иселува надвор од државата. Бројките на излезност на изборите нам ни покажуваат дека во суштина младите не ја осеќаат промената и не чувствуваат дека во суштина се случува некаква промена. Претходно јас ги споменав и позитивните мерки и позитивни политики. Меѓутоа меѓутоа еве на пример, сега бегаме од партиската реторика, но мора да споменеме СДСМ беа на власт 7,5 години и зборуваме за оброк, за субвенција за една или за друга работа, меѓутоа не зборуваме за суштинска промена на приоритети на делување. Тоа не можам да го видам ниту порано, ниту сега. Зошто?
Постојано зборуваме за проекти кои што се мерливи низ некаков тип на 200 денари за студентски оброк или 500 или 1000 денари, 2000 за некаков тип на стипендија. Меѓутоа, суштината на промената, суштината на делувањето, на што го спомна можеби Постоловска, се уште не можам да го препознам. Еве, например, ајде Постоловска, вас ќе ве прашам, правиме ли ние кадри кои што и се потребни на државата или само продуцираме еден, како да кажам, балон од професии? Што е потребно на државата? По однос на тоа прашање треба да има итна анализа на трендовите и на потребите на пазарот на трудот наш, значи на македонскиот, затоа што пазарот на трудот во, не знам, Германија и пазарот на трудот во Македонија не се исти. Значи треба итно сеопфатна анализа на трендовите и на да речам потребите, за ние да знаеме како да ги насочиме младите луѓе и да на некој начин изградиме кадри кои што нас ке ни треба. Например, ќе го земам за пример едно Косово кое што сега, мислам, овој период се повеќе и повеќе приоритизира младите луѓе да се запишуваат на факултетите за информатички науки, затоа што воочиле дека дигитализацијата ќе носат нели младите кадри. Многу интересно, например, кај нас, јас доаѓам од филолошкиот факултет, а цело време гледаме како тоа бугарите не асимилирале, не знам кој не асимилирал. А впрочем, за 15 години од сега, за 20 години од сега, ние нема да имаме професори по македонски јазик. Како ќе ги задржиме? Или како ќе ги на некој начин натераме, како ќе ги мотивираме младите да се запишат на македонистика? 15, 18, 20.000 денари стипендија, што е после таа стипендија, што е после нивното дипломирање? Значи, нема да имаме, пак ќе кажам, професори по нашиот мајчин јазик, ние сами ќе се асимилираме. Значи, мора да се види кои се нашите потреби. Кариерните центри мора веднаш да почнат, значи, ги има, меѓутоа мора да почнат по на некој начин сеопфатно да дејствуваат, да поактивно да дејствува на некој начин. Треба да се насочат младите и треба да им се обезбеди простор и услов за после нивното дипломирање да си го најдат своето место. Пример ќе ја спомнам за крај. Програмата на Министерството за образование и наука, која што беше многу актуелна во минатото, меѓутоа сега гледам дека повторно се актуализира. Тоа беше наставна, се извинувам, тоа беше една мерка која што ги плаќаше студиите надвор од државата за оние студенти или оние средношколци кои што успеале да се запишат на високо рангираните универзитети според Шангајската листа. Дали имаме увид што се случило со тие кадри? Дали имаме увид тие кадри што како дипломирале? Јас, например, ако сакам или ако сакав тогаш да аплицирам за таа стипендија или да завршам, не знам, високо образование надвор, јас можев комодно да се завршам за или да бидам обучена за работа во нуклеарна лабораторија, па да се вратам овдека јас што ќе правам со тоа знаење, што ќе правам со таа моја стручност, нели? Затоа треба, не знам, треба стратегија, треба да седнеме и да створиме една стратегија долгорочна. Ивковски, во време кога еве вештачката интелигенција зазема еден огромен сегмент во Европа, во светот, во однос на наредното делување и на образованието, меѓутоа и на многу други дејности. Дали чувствувате дека тука треба да се насочат поголемиот дел од оние младински политики, за да можеме да го фатиме чекорот со светот, во спротивно да не ни се случи повторно да речеме ние задоцнивме? Видите, вештачката интелигенција кај нас можеби уште е како некаква реторика која што е опасност, која што нели ќе биде на штета, дали кои ќе бидат ризици и така натаму, да, тоа е едно прашање кое што треба да се адресира од аспект на стварно кои се ризиците, но е да видиме кои се предностите на вештачката интелигенција и како може таа да го олесни функционирањето на системот, меѓу другото нели државниот систем. Младинските политики да би требало да се кројат на база на тоа, се спомна прашањето нели за пазар на труд, дефинитивно ќе се менува пазарот на трудот под ефектите на вештачката интелигенција. Не сега ние да велиме леле сега ќе останеме без работа, не. Едноставно веќе традиционалните концепти ќе се менуваат. Работни позиции ќе остануваат, тие ќе се трансформираат како што било нели со сите оние општествени технолошки текови кои што се случуваат. Прашањето колку нашиот систем е спремен брзо да одговори на ваквите промени. Ние гледаме дека има образовни програми кои што и тоа како се застарени. Или пак
Зашто знам дека мислам дека постои обврска дел од образовните програми да се усогласени со програмите на универзитетите на Шангајската листа и тие можеби на хартија, ако гледаме, дури 80% се поклопуваат со она што е образование на универзитетите на Шангајската листа, а ние сме многу далеко од тоа од аспект на што се испорачува после тоа, кои се резултатите од таа образовна програма. Да, добри сме на хартија, можеби сме супер на хартија, но прашањето е што и колку реално ние испорачуваме. Колку тој образовен кадар е спремен да испорача и колку тој образовен кадар нели знае да ги испорача тие знаења кои што ги има. Нешто што би сакал да го напоменам по однос на прашањата, пак ќе се врзам повеќе со кариерниот момент, е дека на пример убаво да се поздрави моментот на воведување на кариерно советување во средно образование. Законски сега секој средно училиште треба да има минимум еден кариерен советник зависи од бројот на ученици. И тоа се врзува со реформската агенда што ја води нашата држава, но што се случува на терен. Зашто сме врзани со рокови за реформската агенда. Требаше до крајот на 2025 се назначат кариерни советници. Ние во секој училиште сега, во 100 училишта во државата, имаат назначено кариерни советници, односно назначено лице за позицијата кариерен советник, а само околу 30% од тие кариерни советници ги имаат потребните сертификати, лиценци и вештини за работа. Значи ние имаме 70% од тие кариерни советници кои што немаат вештини за да бидат кариерни советници, но зашто реформската агенда го бара тоа, ние истрачавме, ги назначивме за да може, зашто знаете, реформската агенда е условена со таргетите, со достапноста на нели фондови, ресурси и така натаму. И некако гледаме дека нешто што навистина имаше потенцијал да биде добра карактеристика, зашто младите треба некој да ги подготви за пазарен труд, кога ќе излезат образовани или да донесат соодветна образовна одлука за кај ќе продолжат високото или дали одма ќе одат на пазарен труд. Зашто ние имаме млади што излегуваат од образование, не знаат да направат CV или мотивационо писмо, не знаат како да се однесуваат на интервју. И нешто што може да биде добра политика, која што ќе биде од корист на младите, сега гледаме дека во 70% од училиштата можеби ќе биде на штета на младите, зашто тоа вие знаете како ви кажуваат имаш кариерен советник, одиш некаде го бараш во училиштето, има некоја канцеларија сигурно, и тој дека извинувам, јас не знам што да правам со тебе зашто ги немам вештините и компетенциите за да ти помогнам. Што е навистина жално и тука треба она што го зборевме. Дали ние суштински се залагаме за тие политики, декларации, стратегии што ги имаме или само сакаме да бидат штиклирани на листата на обврски и никому ништо понатаму. Кузмановска, колку вклучувањето на вештачката интелигенција треба да биде приоритет, можеби и во партиите. Ние гледаме веќе и во соседството и во други држави каде што огромен дел од политиките се креираат со помош, се разбира, на вештачката интелигенција, а кај нас недостасува и во самото образование. Недостасува, затоа што мислам дека менталитетот во нашата држава е доста скептичен кога станува збор за вештачката интелигенција, нажалост. Меѓутоа, кога следиме светски трендови, еве може да се напомене една Кина, која што со помош на вештачка интелигенција успеа да изгради автопат, односно роботите во Кина го изгради автопатот, а ние се плашиме да користиме најобични алатки како ChatGPT. Секако, употребата на вештачката интелигенција за етичка употреба, односно во граници, во рамки на она што е етички и законски во нашата држава. Би се надоврзала тука на моите претходни говорници во однос на образовните програми кои што дефинитивно ни се застарени и апсолутно немаме никаква промена во тие образовни програми кои што би ги вклучиле и вештачката интелигенција, но и би вклучували и други вештини како кариерно советување, кариерен развој. Ние имаме дипломирани кадри со дипломи кои што не се компетентни на пазарот на трудот и не знаат да напишат CV, затоа што нашиот стар образовен систем не ги учи на тие практични и меки вештини. Истиот ќе биде случајот и со вештачката интелигенција. Ние ќе продуцираме кадри кои што можеби во иднина нема и да знаат како етички да ја користат таа вештачка интелигенција, затоа што образовниот систем и самиот систем не ги подготвува на тоа. Како млади луѓе мислам дека не можеме и во пракса е така, никој не чека образовниот систем да го подготви да користи ChatGPT или било каква алатка од вештачката интелигенција. Нема млад човек што тоа не го знае и повторно ќе кажам, тоа е еден доказ за тоа како светот еволуира, како се прилагодуваме на промените, како пазарот на трудот сам по себе се регулира според пазарните механизми. Кога постои дефицит некаде, се повеќе и повеќе се отвараат работни места, работните места стануваат поплатени и затоа луѓето веќе се ориентираат кон тие професии. Морам да го напоменам тоа што го кажа колешката Викторија, дека
имаме еден многу себе подценувачки момент во Македонија, каде што ние постојано гледаме колку е успешна Србија или Косово или Албанија и некои практики што кај нас се веќе воспоставени, ние ги гледаме како нешто спектакуларно кога ги гледаме во нашето соседство, но не и кај нас. Спомнавте дека се повеќе се охрабруваат младите да одат да учат информатички науки. Младите кај нас, финки веќе 10 години, мислам дека и ја надминува квотата на пријавени луѓе кои треба да студираат. А со македонистика што прави? Има и илјадници, зборуваме сега за професиите на иднината. И за тоа Добро. како младите сами се прилагодуваат на пазарот на трудот. Иако се сложувам со вашите констатации за македонистиката. Но ние веќе имаме 10 години успешна практика каде што илјадници млади веќе влегуваат во програмерството. Влегуваат во тие напредни технологии, запишуваат приватни курсеви, работат во приватни фирми, дури без факултет, дури само со средно образование. Веќе пазарот нуди многу повеќе можности, а сметам дека како млади луѓе веќе многу добро го научивме тоа да се прилагодуваме. Нашиот фокус треба да биде да ги видиме тие позитивни практики кај нас што постојат и како држава, како институции, без разлика која е на власт, повторно ќе нагласам, само да представуваме една поддршка, подкрепа и односно да ги поттурнеме младите кон тоа каде нели се движи тој бран на нови вработувања, на нови технологии и слично. Така што не би се споредувал со другите држави, би ги гледал секоја држава се развива на специфичен начин, но мора да престанеме со тоа да гледаме како сите прават нешто позитивно, само ние правиме нешто негативно. Примерот со Словенија исто ќе го спомнеме. Тие даваат државјанства на успешни студенти, бидејќи и тие самите имаат веќе дефицит во одредени професии. Доктори од Македонија одат да лечат во Словенија, бидејќи докторите од таму одат во други земји. Иако имаат еден, сите ќе се сложиме, речиси совршен систем за здравство и за останати работи. Така што малку попозитивно треба да гледаме, треба да престанеме со тој константен анимозитет, со таа константна агресивност кон тоа што и да се дискутира во јавноста и да гледаме на еден негативен начин. Малку повеќе оптимизам, малку повеќе да се активираме и самите да видиме таа промена што сакаме да ја видиме. Добро. Постоловска, доволно ли е со позитивна мисла да се решат работите? Секогаш. Јас би рекла секогаш нас оптимизмот не карактеризира како млади луѓе и ви благодарам за критиката, ќе ја прифатам апсолутно. Да, многу често знам нашата држава да ја на некој начин споредам со регионот, сепак ја споредувам со регионот, затоа што практично пред, не толку одамна бевме, но исто ние. Видете, позитивни практики апсолутно има. И ние, четворица, сме тука поради тие позитивни практики. Меѓутоа, тоа што нас не се посреќило, тоа не значи дека на сите млади луѓе во оваа држава им се посреќило. И на крајот од денот, ако ние продуцираме само информатичари, ние не знаеме како да го распределиме кадрот што ни е потребен. Ние практично не знаеме кои се нашите потреби. Зашто ни се нас информатичари кога ние сме, немаме дигитализација во институциите. Што ќе работат информатичари? Ќе работат за странски компании. Впрочем, знаете ли зашто запишуваат информатички науки? Затоа што таму нема партиски книжки во информатиката. Таму се странски компании каде што секој аплицира со својот капацитет, нели? Затоа се толку да речем атрактивни кај нас. А македонистиката на крајот од денот треба да го застапуваш националниот идентитет ако си македонист. Треба да го предаваш македонскиот јазик. Тоа не го прават. Значи, ние имаме се помалци студенти на тие катедри. Не само македонистиката, има многу катедри се помалци. И мислам дека од тој аспект треба да видиме кои се нашите потреби. А дека продуцираме, јас пак ќе кажам, значи јас го застапувам стално на форум за образовни промени, верувајте, јасна ми е сликата околу квалитетот, околу практиките на универзитетите и слично, и во таа насока е интересно што сум многу попозитивна од нив. Јас верувам во квалитетот на нашето високо образование. Не верувам во кадрите, не верувам во структурите на Министерството за образование и наука. Актуелните, предходните и слично. Зошто? Затоа што секоја моја дебатна емисија од година во година јас ги добивам истите прашања, вие ги добивате истите прашања и ние цело време со години дебатираме за истите теми. Тоа треба да се промени. А ќе се промени со директна работа со млади луѓе. Не треба фокус групи, работни групи, отварање, менување закони, освен кога тоа е нужно, се разбира. Треба директна работа, треба директна мотивација, треба политики кои што се практични, а не политики кои што се, не знам, формални или елаборативни на некој начин. Никовски, каде се гледате себе за 10 години од денес? Во поубава држава која продуцира позитивни кадри, која има голем економски напредок, држава која е многу по-развиена од тоа што е денес и што била во минатото.
Како што реков, тоа е природен процес во кој ние само треба да дадеме придонес, малку да ги поттурнеме работите. Да дадеме личен позитивен пример и сепак ние работиме, кога сме дел во политиката, работиме за сите луѓе. Не можеме да гледаме лично за себе, бидејќи кариерата и личниот напредок е една работа, но тоа што ќе оставиме за себе и какви позитивни практики ќе примениме и ќе оставиме за себе е многу поважно. А Кузмановска истото прашање? Тука, во својата држава. Меѓутоа се надевам дека кога по 10-15 години заедно четворицата повторно ќе седнеме, дека нема да ги дискутираме и разговараме овие проблеми и предизвици со кои што се соочуваме. И се надевам дека ќе излеземе од кутијата која што ја оставаат по старите генерации за нас, затоа што ние како лидери на подмладоци и идни лидери, можеби на партиите, треба да ја покажеме промената која што младите сакаат да ја видат, со цел да им се намали онаа апатија која што ја чувствуваат и недоверба и во партиите, и во институциите, и во системот генерално. Добро, да се разбереме, возрастните не се нужно лоши сега, да не се... Апсолутно, апсолутно. Но, мала шега. Каде се гледаш? Првично за возрастните мислам дека треба да ги научиме од грешките што ги правиле, да не дозволиме повторно партнерство со вас да ги повториме истите грешки. Ја имам теорија дека ако во еден систем може да ти се допаѓа системот или да не ти се допаѓа, сега прашањето што можам да направам. Едната опција е да се претовам во системот, другата опција е се трудам да го сменам системот или последната опција е да излезам од системот. Јас за сега се уште одбирам да го вложам мојот потенцијал во менување на системот за да станат подобри работите за на држава која што велам дека за 10 години таква која што е. Се надевам дека ќе има плод тоа што го работиме сите четворица тука и се надевам дека нема да бидам некаде надвор. Навистина сакам оптимизмот, сакам да биде тука. Постоловска? Yeah. Да, ви благодарам за убавото прашање. За 10 години од сега јас се гледам тука. Се гледам во образовниот систем и се надевам дека образовниот систем тогаш ќе биде пракса која што ослободува, а не пракса која што угнетува, пракса која што цензурира, пракса која што е озанданета од корупција и така натаму и така натаму. Се надевам дека ќе творам и ќе живеам во солидарна држава и дека ќе живеам во држава во која што младите не се иднина, како што кажа колегата од ВМРО ДПМН, туку младите се сегашност. Никовски, Кузмановска, Ивковски, Постоловска, ви благодарам што бевте денеска гости на Директно. Почитувани гледачи, тука е крајот на вечерашната емисија. Останете со Телма, следуваат вестите.